Без посериозни последици завршиле двата последни случаи на труење со храна, при што две пациентки од Кочани биле однесени на инфективната амбуланта во Штипската клиничка болница. Иако се уште не се познати причините за труењето, најверојатно се работи за недоволно термички обработена храна, па по известно време од консумирањето, лицата се пожалиле на силни болки во стомакот. Лекарите велат дека не е невообичаено во овој период да се јавуваат вакви случаи, посебно поради порастот на дневните температури и невнимателноста при ракување со храната или незино несоодветно чување. Консумирале храна, меѓутоа не можеме да кажеме со точност дали е од самата храна причина, бидејќи се ипак работи како една заедничко, да кажем, семејно консумирање на истата храна, од кој што они се како поедини два случаеви. Пациентките беа амбулантски третирани, тука кај нас со инфузиона терапија и се пуштени на домашно лекување. Моментално се хоспитализирани само два пациента како цревни инфекции, амбулантски доваѓаат скоро секој дневно, каде што ги третираме како амбулантски. Граѓаните се свесни од и високите дневни температури се погодни за лесно расипување на храната, па поради невнимание со нејзиното консумирање и здравјето може да се доведе во опасност. Треба да опасно, кога нема да опасно, треба да опасно дека тоа затровено тоа на Божешко, дека јавеле со воса. Ќе мине роко или нешто конаде, или па загрејава се престојано, па не може дека тоа дека. Жешко е времето, како на оваа температура мора. Секој мора си води сметката. Ако деца не знаат, па старите треба, родителите. Иако состојбата со труење од храна се уште не е на алармантно ниво, лекарите велат дека граѓаните треба да се однесуваат внимателно при незиното консумирање, поради што ги препорачуваат и вообичаените превентивни мерки. Јасно дека храната не треба да се чува во овие жешки периоди на собна температура доколку треба да се користи наредниот ден, значи мора да се става во ладилник. Лесна храна обавезно, да се избегнуваат сите оние конзервирани храни и пак да се напоменат сендвичите со мајонезите, со кетчапите кои што сладоледи правени, да кажеме, од јајца. Јајцата се исто доста опасна храна, поготово на овие летни температури се многу погодни за појавата најчесто на салмонелата. Дополнително, како препорака од медицинските лица е потребата од почесто миење на рацете, со што се намалува и ризикот од хепатит А. Во споредба со минатата година, досега има само неколку случаи на вакво заболување. Во моментот на Штипското инфективно одделение има хоспитализирано само еден пациент, кај кого е констатирано постоење на вирусот на хепатит А.